Еден вид жива историја. Овие луѓе облечени во униформи на армиите на Унијата и Конфедерацијата го враќаат времето наназад, на тридневните случувања во ова градче. Битката кај Гетисбург, 1863. Секој игра улога. Еве го познатиот генерал на Конфедерацијата Роберт Ли. Хероите на битката на Гетисбург, командантите и обичните војници од обете страни. Председателот Абрахам Линколн е централната фигура. Во ова интервју ја повторува пораката од историскиот говор во Гетисбург. Во оваа нација под Бога повторно ќе се роди слободата, а народната влада составена од народот и што ќе работи за народот нема да исчезне од лицето на земјата. Многумина учесници во симулацијата истакнуваат дека битката, една од најкрвавите во судирот, ја зацртала иднината на САД и ја сочувала земјата онака како што основачите ја замислиле, обединета и силна. Мотото на латински е pluribus unum, од сите еден. Тоа е она што сме. Многу луѓе од различни земји, но во една нација. Конфедеративните сили, што напредувале кон Гетисбург, се надевале дека ќе ги поразат силите на Унијата, да го заземат Вашингтон и да го присилат председателот да ги признае правата на јужните држави. На крајот морале да се повлечат. На граѓанската војна во голем дел се гледа како на судир околу робството. Сепак имало и други спорни прашања. Даноците, тарифите, но и правата на сојузните држави наспроти федералната власт. За многумина американци, историските симулации како оваа не се само хоби, туку и можност да се одаде почит на предците, да се запомнат хероите кои што се бореле да ја создадат денешна Америка. Во градчето Гетисбург, Пенсилванија, нивните потомци денес маршираат долж главната улица, обединети во една колона.